Минатиот месец премиерот на Република Македонија Зоран Заев беше во посета на Бугарија. За време на посетата отворени беа неколку чувствителни прашања во однос на соработката меѓу Македонија и Бугарија, пошто некои аналитичари и историчари како срамни и контраверзни ги оценија изјавите кои беа дадени, а некои како добар начин за затоплување на меѓусоседските односи. Во една од изјавите Заев понуди аргумент дека тој уште како градоначалник на Струмица придонел за затоплување на односите со Бугарија. Една од отворените теми во Македонија е дел од прашањето за несоодветна употреба на зборови во учебниците и во одредени други материјали, кои што се официјално државни материјали. Постои консензус во Македонија по ова прашање и сите нови изданија ќе ги имат од странето овие грешки кои што стават трага. Во најблага форма кажано на непријатност, која што не е во функција на она за што се залагаме сите. Како што знаете, веќе се направени одредени чекори за таа соработка да расте, и тоа во минатото, не само од нашата нова влада. Има многу датуми кога се чествуваат настани пред гробишта на покојни војници, се обновуваат одредени одбележја кои што се значајни и за нашата, но и за бугарската историја. Спомен плочата во Струмица го има отклонето зборчето фашистички. Учебници по историја какво ще пише за цар Самуил? Какъв цар е тој? Значи, нема да дефинирам поими за да навлезам детално во историјата, и ние сме политичари, но сигурно ќе биде во духот на тоа што се залагаме, дека тоа е заедничка историска личност овде на Балканите. Екипата на телеканал А1 уште минатата недела испрати прашање до општина Струмица во врска со изјавата, а која се однесува на активност во време на неговиот мандат како градоначалник за отклонување на зборови од спомен плоча во Струмица. Но до крајот на подготовката на овој прилог ние не добивме одговор на прашањето каде е спомен плочата за да може да ја снимиме и да го прикажеме тоа на јавноста. Во меѓувреме ги посетивме поголемиот број спомен плочи во општината, но на ниту една не забележавме дека е отстранет зборот фашистички. Тој збор се однесува за одредено политичко дејствување на Бугарија низ историјата, па суштината на прашањето е дали вистинскиот збор е окупатор или ослободител и која институција е надлежна за промена на содржината на надписи и споменици. Струмичани сметаат дека се работи за окупатор, водејќи се од сите историски факти и постоечки документи. Окупатор. Со германските нацистски снаги. Бил окупатор? Окупатор јас знам. Како што се слушам од стајарта. За време на последните локални избори во 2013 година, токму по ова прашање имаше сериозни обвинувања. Во текот на изборите на трговскиот центар Глобал беше закачена плаката на која беше испишено "Ова не е Благоевград". На ова следуваше реакција во која беа изнесени наводни аргументи за бугарски државјанства, со што во Струмица локалните избори таа година започнаа со антибугарска кампања. Кога се води локална политика, нејасни изјави и недоволно познавање на институциите може да остави евентуално отворена канализацијска шахта, но недоволната изреченост во надворешната политика може да создаде сериозни отворени прашања кои оставаат сериозни траги во колективната меморија на една нација.